Ајде, сите идат у Будимпешта. Или Салфета, и ти идеш у Будимпешта. Шанса нема. Не одам ни ја сум била на Словенска таму. Што, ја ли као да идам? Идеш у Вита Будимпешта. не бил, јас со игрорна сум си била. Не ќе да идам ни ја, бе? Ти да сакаш нема да идеш. Ти идеш у Будимпешта. Никако. Ајде ти. А не, како што реков, нема да идам. Ја ќе кажам, ти идеш у Будимпешта, пошто она мора да иде у студио да чита. Он шо, ја као шеф ли да идам? Ти у Будимпешта, ти пушташ пица. Лека ноќ, драги гледачи. Вие последни дознавате дека вечерва е добра, а ние сме тука да ви кажеме зошто не е. Јас сум Јелена, а ова до мене Александар кој сака да ве поздрави. Така е, колешке. Поздрав до сите кои не гледаат стандардно на Канал 5 во 19 часот и 30 минути. Посебен поздрав до класната, соучениците, роднините, пријателите и сите кои ме познаваат. Не менувајте го каналот за да видите што следува. Затоа што логично, ако го смените, нема да видите што следува. Бидете чекор за ците. Ексклузивно интервју со Никола Груевски во Будимпешта. Како што може видите, значи, смештата е окей. Дознаваме во каква акција се впуштија овој пат Алфа и Буби. Влегов у станот, у шпајз го нема, у вакво го нема, шо ти кажам? Вчерашнина одбојка. Кој на кого ја подаде вината? Може да очекуваме само префрлање на топката од еден на друг без никој да поведе одговорност. Големата електрометал наградна игра Пазари и вози Kia Stonic се ближи кон својот крај. Доколку вашата сметка е над 1000 денари и тоа само во електрометал салоните во Карпош или Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во електрометал и вози. Електрометал, Центар за вашиот дом. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors Македонија. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Воспоставете рамнотежа во организмот, зајакнете го имунитетот, подобрете ја општата здравствена состојба. Пробајте Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio, на Реплех Фарм. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството за индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на граничниот производ. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Еве чекам автобус е реченица која што не можете да ја кажете во Тетово. Иако градот веќе 4 години има предпријатие за јавен транспорт, тоа предпријатие располага со точно 0 автобуси. Вработени, фала Богу, има. Од општината на ова гледат како на мерка за намалвање на загадвањето, па тоа што немат автобуси и уште еден добар чекор, затоа што тие не го загадват воздухот. Оттаму велат дека автобус ќе набават, можеби во 47-миот мандат на Теута Арифи, ако не за јубилејниот 50-ти мандат на градоначалничката Тетово ќе добие јавен превоз. Откако се расчу оваа вест, и општина Битола најави дека ќе формира свој општински авиопревозник, иако нема ни авиони ни аеродром. А сега една навистина среќна вест. Владата оваа година одвои 1,5 милиони евра за борба против аерозагадувањето. А сега и една лоша вест.
владата одвои фантастични 4,2 милиони евра за партиите и нивните активности во наредната година. Од ова јасно се гледа дека партиите се поголема опасност за граѓаните и нивните животи, па мораат да бидат третирани со повеќе средства за разлика од воздухот кој не е толку опасен за нив. Екоактивистите се задоволни што и оваа година владата инвестира во најголемите загадувачи на државата – партиите, а за воздухот тој секако ќе се исчисти на пролет. А кога сме кај загадувањето, еве уште една вест поврзана со овој горлив проблем. По успешноста која ја доживеа Скопје 2014, во градот се крчка уште еден проект, а тоа е Скопје 2028. Идејата на градоначалникот е за 10 години главниот град да биде прогласен за Европски град на културата. Градоначалникот Шилегов изјави дека тој и неговите соработници веќе напорно работат на културната програма за проектот Скопје 2028 година. Како дел од програмата се споменуваат уметнички изложби изработени во техниката смок на плуќа, откривање мозаици составувани од PM10 честички, како и поставување на специјални инсталации од боци за кислород. За влюбениците на филмот ќе има и отворени кинопроекции, на кои наместо пуканки ќе се делат маски за дишење, а за уличната уметност ќе биде задолжено комуналното предпријатие кое ќе се грижи контейнерите да останат полни, а ѓубрето расфрлано во секое ќоше. За тоа како ќе помине целата манифестација за 10 години од сега, ќе раскажуваат оние кои ќе преживеат. А сега вести од теми кои никогаш не сме ги имале. Нешто општествено важно? Не, одбојка. Се селиме во салата Македонија, каде што се одржува уште еден меч кој го имаме гледано многу пати. Така е студиово теке мечот за префрлање на одговорноста за бегството на Никола Груевски. Као што може да забележите, публика нема затоа што на публиката е до тука дојде, ја и мене ми е до тука дојде, но некој мора да го работи и ова. Еве, МВР до судот, така е, судот до МВР, МВР повторно назад до судот, судот повторно до МВР. Ете, а топката завршува СЈО. Ова станувам доста досадно. За да не биде волку досадно, до мене викнав еден експерт кој што не знам ни како се викате, но не е ни битно. Кажете ми што може да очекуваме од овој надпревар? Па ништо нарочито, како и секој пат кога имало пропусти во кај нас, може да очекуваме само префрлање на топката од еден на друг без никој да поведе одговорност. Меѓутоа најважно е од се публиката да се држи во тензија, малку да биде интересно. Добро, да се вратиме на утакмицата. МВР ја префрла топката до Министерство за правда. Министерство за правда ја носи топката до гранична полиција, Агенција за млади спорт. Кажете ми каква врска има Агенција за млади спорт со бегството на Груевски? Реално нема никаква, меѓутоа мора малку шарено ликост да се даде за публиката. Знаете како, тие сепак се млади, тие утре ќе бидат носители, мора да ги вклучиме малку со старите и доколку не се тие присутни тука, фокусот би бил само на овие институции, али важно е да биде интересно тоа за публиката и да не бидете изненадени доколку ја префрлат топката сега дури и до црвените кмери. Добро, а кажете ми, која е задачата на селекторот? На селекторот има огромна задача, меѓутоа како што може да видите, тој Грицка Семки нема ништо иновативно, стара тактика, многу пати видена до сега. Това е убаво општество, преку мрежата, така, браво. За префрлање на топката и него кој ќе му ја дадат тоја враќа, ништо ново едноставно, ништо ново. Добро, и до кога ќе трае овој досаден меч? Додека не искут на публиката, меѓутоа секако ќе заврши нерешено, така да победник нема да има. Чекайте малце, сакате да ми кажете дека овој надпревар е наместен? Па, јас мислам дека се е договорено, меѓутоа, што ви е тоа вас битно воопшто мислам? И ова е многу тажно, драги гледачи, јас предлагам да се исклучиме веднаш. Не знам зашто до сега не се исклучи овој. Не знам ни јас. Не ми е. Не, молам јас. Значи, молам никако. Кој беше тоа? Ти? Па, ти ли беше? Абе, што си играте дрндук? Абе, ки ви матер, ки ви... Заради незавршена работа на завршениот тунел Демиркапија Смоквица,
Повремено се гасне осветлувањето во истиот. Тунелот со часови е безнадежно мрачен и возачите се прашуваат зошто. Од надлежните институции и анонимна компанија за струја добивме одговор дека тие конечно сака да бидат искрени со граѓаните и да не ги лажат поиќе. Свечено отвораме цитат: "Светло на крајот на тунело нема, никој па нема ни да има. Живееме во мрако и темници и би било ферски од наша страна да не им даваме лажна надеж на граѓаните." Затворен цитат. Досега немаме добиено поискрен одговор. Во понеделникот во потрагата по Никола Груевски се вклучија и нашите омилени полицајци Алфа и Буби, кои трагаат по избеганиот со најсовремена, најнова технологија, така наречена Face Recognition. Алфа, шо е тоа Face Recognition? Шо ни го дадо? Не знам како се она. Боби Face Recognition, што ти каже? Face, лице, Recognition да препознае. Значи искачаме сега, прашуваме по луѓе дали го знае некој човек. Ако го препознае, За тоа ни дадо. знаеш како ја ти ја За работа. тоа ни дадо слика. Господине, не сте го виделе човеков? Јас го видов. Каде? На Facebook. Го видов вчера. Да? На телевизија. I don't know this man, sorry. Да не се виделе човеков. Ма, не го бете. Ами по дошке обараме Буби, знаеш како е служба, како викаат, нема... Абе, дружба се служба. Тука е негде, тука е. Тука ќе да, Тука а? е. На ВЦ. У ВЦ? Да. Кој е овој? А? Не го знам. Не го знам ја. Ме голема бубица ми дадо. Па да, се крие. Се крие? Да. Кај мене дома. Озбилно? Озбилно. Само не го даваме, никако. Чекај овие да ги прашам. Да не сте го виделе случај? Мајка му го бараме 100 пати жена да дојде Мајка кај му нас. бара ќе го најде, ќе дојде тичка ќе му даде. Не се секира, ајде. Не, он не. Ке се врате за Крисмас, што се секираш ти. Ке се врате човекот. Човекот што го нема, ние гладни ли треба да останеме се? Ќе дојде, тој е најглавен на сите и многу голема памет, види што направи. Он е за нас као мајка, као татко. Го чекаме со душа. Бидете поздравени, фала ви многу. Фала ви. Разбира жената бе Буби. Очигледно е дека никој не им кажал на Алфа и Буби дека Груевски е во Будимпешта, но таму пристигна нашата Елисалфета која има ексклузивно интервју со господинот Груевски, кој ќе го пренесеме со интегрално брашно во вестите. Многу народни поговорки се пренесуваат од колено на колено, исто како ХПВ. Додека во маркетите во Скопје и тоа што остана друго од државава, јаболката се продаваат од 40 до 50 денари за килограм. Во Преспа состојбата е поинаква. Јелена, дали знаеш колку можеш да купиш јаболка во Ресен за 50 денари? Што е ова, час по математика или вчерашни? Што и да е, Јелена, во Ресен за 50 денари можеш да купиш 100 килограми јаболка. Да, така е, Александар. Нашата екипа само што пристигна во Ресен, во градот на јаболката, која што оваа година за жал ќе нема да достигна својата сума која што ја заслужуваат. Со мене е Ристе Тевдовски, кој што и самиот кој ќе опрашам како се чувствувате, вика си е мајката. Ристе, како се чувствувате? Си е воите, да ми прости камерава. Ете. Цела година прскај, онагвај, собирај, прскај, та фатило, градта не фатило. И за шо бе? За 1000 денари тон? Па не бива то така бе. Добро, ќе земам и јас 2 тона од ова. Него кажи ми, дали гледаш излез сега од оваа ситуација? Име Симо Совичкија да го ќе викнам, ќе ги наредиме, ќе ги оправиме цел овоштарник, дрва за огрев ќе го направиме. Ете ти излез. Жал. Добро, а владата дали се понуди да ви помогне некако? Се понуди, како не се понуди, ене ги. Одбојка играат цел ден. Ондеки. Одбојка играат. Ќе ги сечам сите. Да. Но, кога владата ќе потврли, тука се приватњаците за секогаш да им помогнат на нашите земјоделци. До мене е собственикот на Лихва банк, кој што ќе ни каже нешто околу кредитите и субвенциите за земјоделците. Здраво. Здраво, топ се јабукиве. Значи, видете вака, секој земјоделец кој што има 2 бубрега, без при тоа да има камен во тие бубрези, може да аплицира за кредит во нашите филијали. Или евентуално да почека некој од мобилните агенти да пристигне во неговата бавча. Чекајте малце, каква врска има бубрегот на овој човек со овие јаболка? Видете,
Оваа година тие јаболките ги продаваат по денар килограм. До година мислите дека ќе биде подобро? Нормално дека нема. Значи до година самиот тој ќе треба да плаќа човек да му ги семиња од дрво само за да се отараси од нив. Значи ние мислиме дека со овие кредити сосема искачаме во пресред на земјоделците. Добро. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, вие може да продолжите понатаму со вестите, а ние се враќаме за Скопје. Оти да плаќам. Стај ми една гајба. И ми ќе ти дам како не. А пари бе, газе? Па кредит ќе ти даеме, шо пари? Пред да продолжиме со регуларните вести, во редакцијата на вчерашни стигна една стара информација. Груевски сепак ја преминал границата како жена, а од Тирана летал со Малев до Будимпешта. Ацо, мене ми стигна порака дека Малев е затворен во 2012-та, а ние продолжуваме со вчерашни по джинглот. Среќна вест за сите што собираат самолепливи сликички. Откако загадувањето во Македонија почна успешно да урива рекорди, владата бара креативни решенија. Нови еколошки налепници за возилата според кои ќе дознаеме колку тие загадуваат. Така е студио Америката за воведувањето на налепници против загадувањето кои што сами си ги плаќаме најде на одобрување кај граѓаните. Ќе позборуваме со претседателката на Сдруженијето за самолепливи сликички. Што мислите вие за мерката на владата од тој градот? Јас мислам дека е ова одлична мерка, конечно добивме мерка која што е добра против загадувањето и која што ќе вроди со некаков плод, односно конечно некој таму нешто почнал и да работи. И вие сметате дека тоа е доволно? Ние како здружение сметаме дека треба се повеќе да се експлоатираат налепниците. Например? Например, налепниците да се воведат и кај политичарите. Ние имаме и цел амандман. Ние го имаме спремено следниот текст. Секој член на парламентот и владата да носи налепници. Зелена налепница ако нема криминално досие и нема тековен спор против него или неа. Жолта ако е сефте во парламент и во влада, ама ако претходно некој негов роднина или родител ја вршил истата функција. Портокалова ако политичарот бил осудуван за криминал, ама бил помилуван или ако се уште се води судски спор против него неа. Црвена налепница ако сменил партија и тоа минимум 2 пати, зема државна плата повеќе од 10 години и ако е осудуван, ама некако не знаат од самиот суд што го осудил, зошто го осудиле и дека е осудуван. Црна налепница ако е црномањест. Со иронија од улица шо и да е, вашата Јелисавета Крстич Поп Мајбах. Најнова шпекулација за тоа како избегал Груевски, сега се тврди дека со двокрилет за комарци од Стенковец отишол до Драч, а оттаму со дрон до Предаја не јадел 10 со кајмак, а оттаму со најнов руски модел на дипломатски параглайдер кој што порано го возел Путин, се вратил назад во Скопје, па заминал за Букурешт. Мислиш на Будимпешта? Затоа што Букурешт е главен град на Молдавија. Више не знам што да мислам. Ајде читај нешто друго. А сега да видиме на која популарна поговорка ќе ја провериме точноста во емисијата за верификација на факти. Ултра смешната и популарна Макбастерс. Народот е мудар, рече самиот народ. Сомневај се во се, од друга страна рече Рене Декарт. Гледајќи го изборот на политичари кој го прави народот, човек не може да не се посомнева во вистините кои ги кажува истиот. Тој човек не е Рене Декарт, туку професор Војдан Марковски или Мак Бастер. Многу народни поговорки се пренесуваат од колено на колено, исто како ХПВ. Но дали се точни, останува да видиме. Мирче од Визбегово би сакал да знае за народната поговорка, која е тесно поврзана со економскиот статус на поединецот во општеството и за неговата куповна моќ и за тоа колку пати треба да плати за да го добие посакуваниот производ. Станува збор за народната поговорка. Сиромавиот секогаш 2 пати плаќа, но бидејќи ние не сме сиромаси, тука е нашиот волонтер Трајче. 75 денари, господине. Јас платив веќе. Ама еднаш платив. Ајде ти се молам. Ова
Народна поговорка е повеќе од точна. Груевски не си го видел негде. Не видовте, го најдоа? Убави вести ни доаѓаат од социјалната мрежа Facebook. Неделава Фондот за иновации и технолошки развој славеше посебен јубилеј. Да видиме за што се работи. Директорот на Фондот за иновации оваа недела пресече торта по повод 15.000 лајкои кои ги добил на Facebook. За овој значаен јубилеј тој даде и свое видување во кое шо вели: секој палец е добре дојден, па кога веќе нема иновации, нека има лајкои, бар за нешто да ги трошиме парите. При тоа тие додадоа дека и сериозно размислуваат да го променат името во фонд за лајкои, а за воиднина најавија дека ќе продолжат со ваквите обележувања. При тоа додавајќи дека веќе во игра се трубачи, огномет и други иновативни манифестации со кои ќе се обидат да ги потрошат парите кои ги добиваат од граѓаните. А сега повторно се враќаме на акцијата на Алфа и Буби, да видиме дали конечно го најдоа Никола Груевски. Нема. Ти викам, влегов у станот, шпајс го нема, вакво го нема, шо ти кажам? Го нема бе, јако влего гледам на буредо на Зелка да најдоле, талок 2 прста сол, викам не е дува на ова неколку дена Зелка, сигурно не е тука. Hello, нормално. Пеце Командиров да си игра к***шак со нас, не праќа у понеделник ден. Кој бе го понеделник бе, буј четврток да не прати, ќе офадевме жив дека. А викаш кидно? 100%. Ми шаве колегата Вреска вика како се вика гулаш на маđarски. Му викам појма ја. Како се па ние англиски учиме? Јас знам улица ова Иволоа Ривар, Иштван Бекер Пецаро што вика на маđarски, ама. Ова вршка немам. Кај да овој бе? А овој ми е сумнив, дај бе. Добро вечер. Што е ова со куферот? Што имаш со куферот? Кај е со куферот бе, друже? Па наву. Натаму идам, да. Па ние идеме натаму, па гледаш и куфер да носиме. Што имаш со куферот? А зашо прашуваш? Абе, ја прашувам што имаш со куферот. Том прашува. Да? Груевски не си го видел негде. Па не видовте, го најдоа? Кај бе го нашле бе, ти што се мешаш бе? Е, ради вакви брат, патиме ние, се мешат у штипки, знаат, све они експерти се. Абе, Европа не можеме да ја видиме од вакви бе брат, држава ни то не. Па затоа не можат ни до Маđarска да стигнат бе, Буби, тоа е. Денек ние не знаеме законот да го спроведем, ти знаеш поише од нас. Братовчетка на Фейсбук знаеш што пишува? У Париз дека живе. Друже, ја и на Фейсбук видов баш дека пишуваше за овој дека ќе го... Тишина бе, зимска опрема имаш ли? Дома у шифонер ми остана. Па зимска опрема после 15 мора со тебе да ја носиш, не за дома у шифонер. Ајде, терај, врчи. А? И нешто да со тој куфрат ко мрднато дека. Сумнив си, ќе некоја полиција ќе те замара. Ало? Звони телефон. Знаме од преска. Ало, Алфа, јави се. Пеце Командиров е пак. Алфа, прием. Чардаш, на унгарски, како се вика? Како е? Мислам дека е песна од Балашевич Командире. Да, бе, од Балашевич. А што е со унгарскиот цел ден угњави, бе, Командире? Што е работа? Абе, транспортирам едно лице за Унгарија, па да не прашаат колегиве на граница. Знаеш како е. Чекај. Ми се виде како Груевски. Ме фати глад бе, бе. Не бе, озбилно ми се виде така. Ме фати глад бе за гулаш, цела гулаш, бе. Ми се пријаде гулаш. Бе, ја овде имам цел ден овде. Мачка ми се беси у желудецов, ама дај барем едно 5-6 коли да стопирам, да видиме по ГПЦ, да не видим МВР не излегло на терен, не проверирам ништо. Ја викам тоа да не се збори, МВР вака, МВР така, него јалнаш. Турски е или маđarски е? Ове, дај бе, молим да ти се енглиски уште немаш научено, сега турски ја дај молим. Немам научено, да. Не ми прави 100 под кај, со што ќе застануваме коли? Со руче. Ексклузивна ексклузивка на вчерашни. Скандалозно, шокантно, неверојатно. Ацо, оке. Доволно е да предупредиме дека следува вознемирувачко видео што не е за луѓе со слаб желудник. Така е, Јелена. Следува спектакуларното, неверојатно интегрално интервју со Никола Груевски во Будимпешта, кое никако не смеете да го пропуштите.
pisca e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surrey. Господине Груевски, ви благодариме за укажаната шанса вчерашни да ги одберете како медиум со кој што ќе правите ексклузивно интервју. Прво, како се сместивте? Па, како што може видите, значи, смештата е окей. Малку се нема поглед према Дунав, меѓутоа тоа е подобро него да ја гледам џамијата на Амди у Шутка, што е мала шега вака. Баш сте духовит. Пред известно време на претениците, односно предуставните измени, им рековте дека во затвор се влегува и се излегува. Меѓутоа, кога ќе се изгуби достоинството, тоа останува за секогаш. Тоа се однесуваше на нивното неговото, а не за мене. Значи, А нели мислите дека тоа е кукавички, нели еднаш рековте дека вие би оделе во затвор, а само недолжните патриоти да излезат? Точно е, меѓутоа од тука можам да пишувам разни твитови, фејсбук статуси, нешто што во затвор, откако ќе ти го конфискуваат телефонот, не би можел да го правам тоа. Знаете дека ги оставивте на цедило другите обвинети? Видите, ако сите ние напуштиме на некој начин Македонија, тогаш ништо не сме направили. Така да ВМРО како ВМРО пред вас била една внатрешна организација, што значи дека некој бола и да остане и внатре. Не ви беше жал? Видите, тие се луѓе кои што долго време се работат со нив, ја лично ги познавам. Тие се многу интелигентни, многу способни, кадри. Они многу лесно ќе се снајдат во Шутка кога ќе дојде време. Ќе продолжите да примате плата од собранието? Ја не го причина зашто да не продолжам. Се уште сум платил ќе вака кој што паметам. Добро, меѓутоа сега последно откако ви ја намалија платата за 3000 денари, што планирате да правите со оглед на тоа дека Унгарија важи за една од поскапите држави во Европа? Сепак јас сум еден докторант на економски науки и мислам дека ќе се снајдам на некој начин. Дали сте свесни дека многу политичари, премиери, еве Санадер избега од своите држави, меѓутоа порано или подоцна се вратија? Видите, јас ќе се вратам, меѓутоа имам претходно намера да отворам тука еден задграничен комитет у Унгарија, кој што ќе го разработам. И исто така ја сакам да ја завршам книгата која што имам веќе почнато со пишување. Тогаш ви благодарам покрај сите овие обврски што одвоевте време за ексклузивно интервју со вчерашни. Ви благодарам и на вас и вашето внимание и би сакал ова локацијата да остане една наша мала тајна помеѓу нас. Електрометал, центар на вашиот дом. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Авалон продукција ви представува една од најголемите македонски поп-рок групи Нокаут слави 20 години од првиот одржан концерт на истото место СРЦ Кале 23 ноември 2018. Специјални гости Игор Џамбазов и Гуру Харе. Заедничко славење со сите хитови на Нокаут. Бидете дел од овој голем јубилеен концерт. Avalon Production. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. А сега е време за нешто убаво.
За мене? Не, Јелена, ти си нешто најубаво. Мислев нешто обично убаво, како временската прогноза. Зашо пак кај мене? Не сакам ни јас, не ми ја префрлај топката. А да ги исклучиме? Викаш? Добро вечер, Македонија. Земја зад 7 рида, 7 мориња, 7 долини, 7 милиарди кредита, 7 планини. Благодарам до тимот од Временска. Добро утро, Македонија, земја со најмногу црни понеделници и петоци по глава на жител. Добро утро за сите, освен за оние што палат цигара од рингла. Добро утро и од тебе.